Гордана Лолеска е мајка на 3 деца, ќерката Емилија и близнаците Андреј и Давид. Личниот животен предизвик наречен Алпорт го преточи во борба за правата на сите лица и нивните семејства кои секојдневно се соочуваат со некоја ретка болест. Незиното четврто чедо е проектот Ги запознаваме ретките болести, проект роден и израснат во Охрид, но патува во соседството, Европа и преку океанот, и веќе 4 сезони ја запознава јавноста со ретките болести. Личната приказна и борба ја објавуваат светски списанија. Незината работа е прикажана на светски конгреси и конференции, со што Гордана преку гласот и борбата за ретките го прави Охрид препознатлив по својата хуманост, гордост, заедништво и реткост. Бескрајната упорност и посветеност на својата кауза јавноста ја препозна, а Охрид ја награди со повелбата Свети Климент Охридски, патрон на Охрид. Јас сум Лолеска Гордана, мајка на 3 деца, Емилија, Андреј и Давид. Мојата борба започнува после диагностицирањето на мојот син Давид со Алпортов синдром. Моите деца се и мојата неголема поддршка. Меѓутоа, семејството, фамилијата, пријателите секојдневно ми даваат сила да продолжам понатака. Особено силата ја црпам и од самите пациенти со ретки болести, од нивните семејства, прашувајќи и барајќи од мене совет. Бидејќи помагајќи си едните на другите, си помагаме и себе си. Оно што знам понекогаш да го кажам, помагајќи на другите во минатото, си помогнав себе си за излез од една голема депресија. Пред 4 години заедно со Супер радио и Живот со предизвици започнавме еден проект кој започна како една кај мене мала идеја. Идејата кај мене се јави сосем случајно, со цел да се направи нешто ново кое ќе биде истовремено од еден едукативен и информативен карактер. Заедно со Супер радио и со Живот со предизвици го започнавме проектот Ги запознаваме ретките болести, кој најпрво започна со една мала идеја и скромно, во вид на 28 текстови, за подоцна да биде преработен самиот проект со 28 видеа и 28 аудија на македонски и албански јазик. Досега на самиот проект работеа околу 30 професори и ако не беа тие, немаше овој проект да го види светлото на денот. Овој проект е поддржан и од првата дама на Република Македонија, професор доктор Елизабета Пендаровска. Досега стигнавме до еден респектабилен број од 111 обработени дијагнози на македонски и на албански јазик, а во тек и припремата на 5-тата сезона на проектот Ги запознаваме ретките болести. Навремена и точна дијагноза е она што секогаш се залагаме како пациентски организации и борци за правата за ретките болести. Бидејќи навременото откривање на овие дијагнози понекогаш значи живот или намалување на симптомите. Она што кај нас секоја година е веќе тренд и се забележува е доцнењето на тендерите и тендерските постапки, касото распишување на тендерите, а истовремено и тешко пријавување на добавувачите за лекови за пациенти со ретки болести. Ова се случи исто и оваа година, така да самиот тендер каснеше, а касне и лековите за ретки болести. Новата сезона што ќе е 5-та поред, на некој начин и јубилејно издание, повторно се подготвуваат, во фаза на подготовка се 28 видеа, 28 аудија, 28 текстови и на оваа сезона работеа највеќе професори од детската клиника, клиниката за неврологија и клиниката за нефрологија во Скопје. Зашто сакам да изразам голема благодарност. Секако овој проект го виде и светлото на денот и на регионалната конференција во Белград, за која што добивме пофалби за самиот проект.
и проектот патува во соседството во Косово и Албанија, бидејќи се работи и на албански јазик. Оваа 5-та сезона, како што реков, ќе биде јубилејна и ја посветуваме на ретките дијагностичари во Република Македонија. Благодарение на америчките медиуми кои што секогаш ја пратат мојата видливост за правата на пациентите за ретки болести, мојата приказна беше објавена на 60 медиуми во Америка кои што се специјализирани за ретки болести, а секако британското списание за ретки болести досега 4 пати има објавувано статии за мојата работа во Охрид. Секако благодарност до мојот Охрид кој ја препозна мојата борба за правата на лицата со ретки болести и секако ја награди со Свети-Климентовата повелба. Тоа е на некој начин и мој постреки мотив за да продолжам и понатака да бидам гласот на ретките во Охрид и пошироко. Пораснав во една убава населба, Бејбунар, улица Галичица, каде што заедно со моите пријатели имавме безгрижно детство. Такво детство им посакувам и на денешните дечиња. Оно што му го посакувам на Охрид е едно ново детско реновирано оделение, нови педијатри, дијагностичари кои што ќе можат навреме да ги препознаат ретките болести, но секако дека и дијагностичари кои што ќе можат да ги советуваат пациентите и семејствата со ретки болести од потребата од пренатална и неонатална дијагностика, бидејќи пренаталната и неонаталната дијагностика за ретките болести понекога значат живот. Охрид досега беше врв на хуманизмот и понатака го замислувам како град во кој што ќе владее хуманизмот, емпатијата и добробитот за сите пациенти со ретки болести. Септември во Форт Кафе, Охридски приказни. Овој септември многу охридски приказни во единственото Форт Кафе. Гордана Лолеска е мајка на 3 деца, ќерката Емилија и близнаците Андреј и Давид. Личниот животен предизвик наречен Алпорт го преточи во борба за правата на сите лица и нивните семејства кои секојдневно се соочуваат со некоја ретка болест. Незиното 4-то чедо е проектот Ги запознаваме ретките болести, проект роден и израснат во Охрид, но патува во соседството, Европа и преку океанот, и веќе 4 сезони ја запознава јавноста со ретките болести. Личната приказна и борба ја објавуваат светски списанија. Незината работа е прикажана на светски конгреси и конференции, со што Гордана преку гласот и борбата за ретките го прави Охрид препознатлив по својата хуманост, гордост, заедништво и реткост. Бескрајната упорност и посветеност на својата кауза јавноста ја препозна, а Охрид ја награди со повелбата Свети Климент Охридски, патрон на Охрид. Со неа ќе разговараме каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Цел септември во Форт Кафе. Повелете во четврток, 29 септември 2022 година од 19 часот на најубавите Охридски приказни со ретката Гордана Лолеска. Заш Охрид е градска приказна.